Околу сообраќајните правила, сметаме дека е исклучително важно да се повторат дел од нив, иако во наредниви денови ќе ги имате и во сите медиуми повторени. Централното градско подрачје во Скопје или појасот наречен Голем ринг, во вторник на 7 од 6 часот до 19 часот ќе има забрана и ограничување на сообраќајот и истиот ќе биде пренасочен на сообраќајни на улици во околу центарот на Скопје. Сообраќајници по кои што ќе биде дозволено движење на возила се следните: булевар Кочо Рацин, 11 октомври, Свети Кирил и Методий, Свети Климент Охридски, Партизански одреди, Самуилова и булевар Гоце Делчев. Ова се клучните сообраќајници и улици во центарот на градот кои што ќе бидат овозможено ќе биде движење. Граѓаните кои што живеат во централното градско подрачје, ова кое што ќе биде затворено, доколку сакаат да ги користат своите возила на 7, треба да ги изнесат претходниот ден надвор од оваа зона со цел да ги користат, бидејќи нема да имаат можност на 7 да излезат со возилата надвор од оваа зона. Апелираме сите граѓани кои живеат на територија на град Скопје да користат автобуски превоз. Автобускиот превоз, градскиот автобуски превоз на ЈСП, тој ден е бесплатен за сите. Во однос на пешаците, многу важно е дека за сите граѓани движењето низ Скопје ќе биде непречено, без разлика каде живеат и каде работат. Тоа значи дека сите граѓани кои што работат во овој делот на центарот на градот Скопје, кој што ќе биде затворен за сообраќај, можат непречено да влегуваат без разлика дали одат на миса или не одат на миса. Што значи непречено е движењето. Потребно е да имаат лична карта за идентификација и тоа што е потребно, бидејќи е отежнато се вкупното движење, времето да го испланираат, односно половина час порано да тргнат на работа или каде и да се упатуваат. Што значи подолго времето ќе им биде потребно подолго време за да пристигнат, меѓутоа непречено се движат граѓаните на 7, кога е денот кога е папата во Скопје. 7 е работен ден. Ова го кажавме уште минатата недела, го потенциравме, еве уште еднаш го повторуваме. Работен ден со тоа што се обезбедени сите услови за непречено одење на работа и функционирање како за приватниот сектор, така и за државните компании.